Македонија активно работи на спроведувањето на стратегијата 2024-2028 за реформа на правосудството, се вели во најновиот извештај на Европската комисија посветен на владењето на правото. Во извештајот се нотирани очекувано проблемите во судството кои што ја отежнуваат реформата, а меѓу предизвиците е посочено доснењето на судските постапки, особено за случаите со висока корупција. И покрај неодамнешните напори за истрага и гонење на корупцијата, доцнењето на судските постапки, ретките правосилни пресуди и ограничените ресурси и понатаму ги попречуваат резултатите во предметите за висока корупција. Државната комисија за спречување на корупцијата презаде чекори за враќање на довербата на јавноста во институцијата, додека Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси моментално се ревидира. Во извештајот е посочено дека Собранието усвоило нови измени за Законот за Советот на јавни обвинители со цел да се зајакне автономијата на обвинителската служба, но истакнато е и дека потребни ќе бидат и дополнителни измени во законските решенија. Европската комисија констатира и дека Собранието усвоило и нов закон за судскиот совет со цел негово усогласување со европските стандарди. Во делот на извештајот, што се однесува на слободата на медиумите, констатирани се притисоци од поединци врз новинари. Новинарите се соочуваат со притисоци од политички актери, зголемено онлайн насилство и закани преку тужби, додека нивните работни услови не се подобрени. Во извештајот нотирани се и предизвиците во однос на финансиската и кадровската состојба на Канцеларијата на Народниот правобранител и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Позитивни се оценките за Уставниот суд, за кој пишува дека работи во подобрени капацитети за заштита на уставноста и законитоста. Владата продолжува со напорите за зајакнување на соработката со организациите на граѓанското општество, се заклучува во извештајот.